Пред 67 години, на 11 октомври, македонскиот народ поведе народно-ослободителна борба за сопствена држава. Денес, истиот тој народ води борба да го зачува името, идентитетот и што поскоро да се интегрира во НАТО и во Европската Унија. Истакнаа воените ветерани и представниците на државните и политичките делегации, кои денеска во Прилеп присуствуваа на централната свеченост по повод денот на востанието на македонскиот народ, 11 октомври и денот на борецот. За прв пат годинава, пред споменикот од првиот председател на АСНОМ, Методи Андоновченто, и на могилата на непобедените, пратеничката Зумрете Јакупи ги представуваше албанските политички партии. Игруевски денеска во Прилеп има оддаде почит на загинатите за самостојна и суверена Македонија. За празникот не говореше, за лани даденото, но се уште неисполнето ветување да се возобноват украдените бисти од алејата на народните херои, локалните власти со одговор. Во текот на ова година од буџетот се издвоени 1,5 милиони денари, 1,500,000 денари, од кои 300,000 денари беа од Министерството за култура. Тендерот е објавен, вчера имавме состанок со боречката организација и ќе бидат избрани повеќе уметници кои што ќе ги изработат 8 дела на паднатите борци народни херои кои беа украдени од 10 бисти и ќе бидат поставени онаму каде што му е местото. По повод 11 октомври во прехранбената индустрија Витаминка и во Лео Компани беа предадени нови производствени погони, а синојка во центарот на градот беше организиран традиционалниот импровизиран напад на полицискиот участок, огномет и голема журка.